почитувани кандидати за министри, почитуван премиер, почитувани колеги пратеници. Непобитен факт е дека изборниот процес беше проследен со низа на нерегуларности, дел од нив се нотирани во извештаите на релевантните меѓународни институции, како што се ОПСЕ и ОДИХР. Според мене најзагрижувачка е забелешката за неодделеноста на државата од партијата, која што мора да признаеме дека фрла една сенка врз демократските процеси во Македонија. Но за изборите толку. Почитуван премиер, ниту во вашето експозе, ниту во вашата програма сретнав нешто за пописот. Сметам дека овај мандат од суштинско значење во земјата е да се направи оваа статистичка операција. Единствено, преку пописот може да се добијат прецизни податоци за бројот на населението кое што се наоѓа во земјата, колку од нив имаат македонско државјанство, а се повеќе години одсутни од Македонија, притоа се со постојано место на живење на територијата на нашата земја, колку луѓе се 12 месеци или до 12 месеци надвор од земјата на школување или пак на привремена работа. Само така ќе може да дојдеме до прецизни податоци колку граѓани се со право на глас во нашата земја. Со тоа ќе се направи компаративна анализа дали избирачкиот список соодветствува на фактичката состојба, односно дали бројот на граѓаните со право на глас е ист како оној што се наоѓа на избирачкиот список, што е еден од условите за фер и демократски избори. Второ, пописот ќе даде одговор на едно многу суштинско прашање. Дали навистина на Македонија се заканува демографска катастрофа? Се шпекулира со фрапантни податоци во разни извештаи дека преку 400.000 граѓани во последниве 10 години ја напуштиле нашата земја, или уште позагрижувачко дека 176.000 млади луѓе во последните 3 години заминале од Македонија. Јас навистина не знам дали овие податоци се точни, но знам дека секојдневно голем број на млади луѓе ја напуштаат нашата земја. Ако не ми верувате, почитуван премиер, еден ден заедно со вашиот коалиционен партнер, господинот Али Ахмети, отидете на аеродромот Александар Македонски, али не во ВИП салонот, туку онаму долу, каде што голем број на млади луѓе секојдневно заминуваат од Македонија. Кога ќе ги видите солзите, тагата и болката на родителите кои што си ги испраќаат своите рожби, тогаш може би ќе сватите дека во изминативе 8 години сте можеле да направите многу повеќе за барем дел од нив да останат овде, во нашата земја, овде да ја најдат својата екзистенција, овде да го вложат своето знаење и стручност и со тоа да дадат значаен придонес за развојот на економијата. Поразителен е податокот дека 75% од младите својата иднина ја гледаат надвор од нашата земја и тоа, што е уште позагрижувачки, најголем дел од нив се со високо образование. Според индикаторот за одлив на мозоци, од 144 рангирани земји, Македонија се наоѓа на 134-то место. Значи, колку на повисоко место, толку повеќе имаме одлив на мозоци. Државата мора да најде начин како да ги задржи младите, квалитетни и едуцирани кадри. Најавивте зголемување на странските инвестиции. Секако, влезот на реномирани светски компании е еден од начинот на кој што можат голем број на млади луѓе да останат во земјата. Ако ги погледнеме податоците, овие ги црпев од вашиот отчет, ќе забележиме дека од 2006 година до сега во 12 компании кои што влегле во Република Македонија има 4220 вработени. Ако кон тоа се додаде и бројката од 4000 вработени во Дрексел Мајер, тогаш ќе дојдеме од една бројка на 8220 вработени во странскиве компании. Навистина, за високата стапка на невработеност во Република Македонија, ова не е мала бројка.
Но ако пак ја споредиме со бројката која што ја имате направено на вработување од 2006 до сега во јавната администрација, ќе забележиме дека е многу кратно помала. Затоа, почитуван премиер, се надевам дека најавените 664.000 нема најголем дел од нив да ги направите во јавната администрација, затоа што ако се продолжи вака, се заканува таа да прерасне во аждаја која што може да ја проголта целокупната македонска економија. Но да се вратиме на странските инвестиции. Што забележуваат странските бизнисмени? На последниот форум во Виена, како поволни околности ги посочија даночните олеснувања и ефтината работна сила. Почитуван премиер, сметам дека ефтината работна сила не смее веќе да биде критериум за влезот на странските компании во Република Македонија. Заради ова, владата мора час поскоро да направи анализа за потребите на пазарот на трудот и да понуди програми за образование и преквалификација. На странските и на домашните инвеститори мора да им понудиме професионалци кои што ќе бидат адекватно наградени за својот труд. Конечно, ни забележуваат странските инвеститори, исто така, како пречка го наведуваат честите промени на законодавството, се уште високата стапка на корупцијата и неефикасното судство. Конечно, не само поради странските инвеститори, не само поради домашните инвеститори, туку и заради своите граѓани, ќе мора власта целосно да го ослободи судството од партиските влијанија. Еден од приоритетите за Република Македонија е ефикасно и независно судство. На тоа ни окажуваат многу пати веќе во извештајот од Европската комисија. Трето, преку пописот ќе ја дознаеме социјалната структура на населението. Споменавте дека ќе се отпочне со реализација на отпишување на долговите на социјално ранливите категории граѓани, мерка која што ја најавивте во изборите за волја на вистината, во прилог на подобар изборен резултат. Почитуван премиер, социјалната политика треба да биде одговорност, не милосрдие од државата кон своите граѓани. Во никој случај таа не смее да зависи од волјата на министерот или пак на премиерот, само преку конзистентна, издржана социјална политика, државата може да создаде услови за развој на општество, базирано на социјална правда и солидарност, чија долгорочна цел ќе биде се повеќе граѓани да се ослободат од зависноста од помошта која што им ја дава државата. За развој на демократијата од суштинско значење е слободата на медиумите. Токму затоа во иднина ќе мора сериозно да се сватат извештаите од реномираните светски институции. Не сме да се дозволи Македонија од 2009 година да се наоѓа на 34-тото место во Репортери без граници, тука ќе ги споменам, за да во 2013 година го достигне 123-тото место по слободата на медиумите. Ништо подобри. За жал, не се ни оценките од Freedom House, кои што оваа година слободата на медиумите во Македонија на скалата од 1 до 7 ја оценија со оценка 5. Ваквите оценки се резултат на контраверзниот закон за медиумите, енормните казни за новинарите, потоа големите исто така неадекватното законодавство и сврлањето на новинарите од Собраниската галерија, како и апсењето на Кежаровски. Би сакала нешто да кажам и за меѓуетничките односи. Тие исто така и вие ги споменавте. Почитуван премиер, почитуван господин Али Ахмети, меѓуетничките односи, соживотта и заемниот почит мора да бидат темел врз кој што ќе се гради иднината на нашата земја, а не монета за подкусурување по која ќе посегате секогаш,
кога ќе треба да се одвлече вниманието на граѓаните од одредени проблеми со кои се соочува државата. Уште помалку не смеете да ги злоупотребувате за подигање на меѓуетничките тензии во предизборниот период, затоа што искрите, кои што тогаш обострано ги фрлате, остануваат да тлеат на тлото на Македонија и не дај Боже можат да се претворат во пожар кој што ќе ја зафати целата земја. Сосема на крај, господине премиер, вие и вашите министри мора да имате на ум дека колку е поголема поддршката која ви ја даваат граѓаните, толку повеќе ве обврзува одговорно да ја водите државата, а не да владеете.